Почитувани присутни, почитувана колешке Сонја Мираковска, во една работа ќе се согласам со вас, дека овој парламент е исправен пред една историска одлука. Меѓутоа не се согласувам со вас дека вие добивте мандат да донесувате одлука да го промените името на својата држава. Ниту вие, почитувана колешке, не добивте мандат за тоа, ниту јас како пратеник од ВМРО ДПМНЕ не добив мандат за тоа. Колешке Мираковска, вие во вашата програма имавте се, само немавте промена на име. Вие ветувавте 500 евра плата, 100.000 денари плата за докторите, подобар живот за младите, вработување на младите после завршено образование. Меѓутоа, колешке, вие никаде во вашата програма не спомнавте дека ќе го мените името, јазикот, идентитетот и сите други останати работи. Затоа, колешке, јас се согласувам дека ова е историска одлука и вие и ние мораме да го почитуваме Уставот, мораме да ја почитуваме волјата на граѓаните. И вие, колешке, спомнавте чувства. Не се работи за чувства. Овој парламент функционира во името на правото, во Уставот, законите. Дали вие сакате да кажете дека одлуката на ДИК, дека овоја одлуката за референдумот, дека овој референдум донесе одлука дека е пропаднат референдумот е неважечка? И сега, како што кажа мојата колешка Благица, екстензивно. За нешто ќе го толкуваме како што ни одговара, за нешто не. Тоа е недозволиво, колешке. Па вие, впрочем, вака цело време работите, ја урнисавте правната држава, не постои право, не постојат закони, Уставот сакате да го урнисате во оваа држава. Затоа, колешки, ќе ве замолам да не манипулирате со граѓаните и да не давате своји толкувања од страна на власта дека овој референдум е успешен. Овој референдум не е успешен и ние немаме никакво право да го менуваме името на нашата држава. Затоа повикувам на разумност кон сите колеги пратеници и еднаш да застанеме заеднички за овие прашања и да ги решаваме работите онака како што ни доликува на едни представници на народот во ова Народно собрание. Понатаму, колешке, еве дека не е така, ќе читам изјава на Ципрас на 5 јули на својот официјален Твитер профил. Тоа е лага, многу добро знаат дека никаде во договорот не се признава нацијата. Тоа го изјавува Ципрас. И вие сега сакате да кажете дека во договорот се признава македонскиот јазик, македонската националност. Затоа ве замолувам да не повикувате нас, затоа што немате право нас да не повикувате. Меѓутоа, едно сме свесни, дека вашиот збор не важи. Дури замислете, имаш изјава на ваш колега пратеник како вели: чуму ќе не биде идентитет кога ни се џебовите празни. Ете, тоа е, колешки, оваа власт. Благодарам.